Од историскиот пласман во групната фаза во Лигата на Европа поминаа 8 години, 8 турбулентни години, би рекол, за 11-кратниот prvак на Македонија, кој вечерва има одлична шанса за најмалку уште 2 меча во Европа ова лето. За ова треба да остане непоразен тука во Лозана против клубот кој има познат собственик, но има и пауза од европските купови од 15 години. Вардар е непоразен, 21 надпревар поред во низа во сите конкуренции. Ова е 22-та Вардарова сезона во Европа. Па 11-тото реми или 11-тата победа на стариот континент ќе донесе и двомеч против Зимбру или Астана во третото квалификацијско коло од Конференцијската лига. Еве го почетниот тим изборот на Петар Цајдлер. Таму една измена во однос на Скопје. Во првиот состав е Лекери на местото на Надаје. Во одбраната се Поати Око, Дусен и Муанга, на голот Летица, во редот за врска Диаките, стрелецот на фантастичен гол, Рочи и Кустодио, Лекери како главна поддршка за Ајдини, за Калисен во напаѓачката двојка или тројка во ова 4-3-1-2 формација на германскиот стратег на купата на Лозана. Еве го почетниот тим на Вардар менуваше еднаш Гоце Седловски, една измена во однос на тоа што го видовме на Градски во Скопје, и тоа Закарич добива шанса од првата минута на местото на Диего Кастенада. Во одбраната се Сенгор, Матич, Јанкулов и Маневски, Брани Талевски, Донгмо, Тодоровски и Босенчич во редот за врска, Омерагич како наистурен во нападот, Мато лево и десно е капитенот Закарич. Почет на сезона или зачеток на оваа надпреварувачка година со 3 настапи во Европа и 3 гола за тоа што реализираше за екипата на Вардар и во оној двомеч кој што го одиграа вардарци со Ла Флорита. Во средината опасно е и 1-0. Лозана поведува, го крши отпорот преку најопасниот во дефанзивната линија Ное Дусен. Во ова 16-та минута Лозана тргнува со гол. Лозана брзо одговори на оние 2-1 од Скопје. Сега на потеке Вардар. Може ли Јанкулов да одговорат веднаш преку ова акција со Мато? Вардарци, Мато оди во дриблинг, Мато шутира, Омерагич уште една одбрана, но опасноста е надмината, се истакна крватот Летица. Димитар Тодоровски, уште еден наш младински поранешен репрезентативец, има 23 години. Мато, уште еднаш против Муанга, поуспешен е французинот. Диаките за Муанга. Продолжува ова опасна акција, добра топка за Калисен, има ли тука офсайд? Ова е 2-0. Нема проверки, нема вар. Лозана има 2-0 по 33 минути. Успеа во посреден миг да реагира на голумијата. Диаките е во 16-тникот. Диаките ќе беше премногу шират сега ова акција. Го користат секој дел од теренот пеледите на Лозана. Форсирана е Ајдини. Може со лева и да шутира Ајдини за фудбал во овој прав дел од 4 плюс во режија на Леви. Повторна шанса за Лозана и има гол 3-0. Калисен повтор пат. 45-та минута плюс 3. Вардар би рекол е сега веќе пред елиминација. Лозана и тоа како. Сенгор, лоша интервенција. Лекери го има десно. Калисен. Продолжува Калисен, опасно е интервенција од Талевски. Втора конкретна одбрана на Давор Талевски во оваа 55-та минута, но се уште Лозана притиска во 16-тникот на Вардар и натаму е опасно и гол. Се радува Ајдини. 4-0 за Лозана, 55-та минута. За да се обидете да одиграте машки до крај. А сега Мато, повратна топка, шутира над голот, Сенгор, еве првата шанса. Ајде да видиме дали има сили Вардар за барем еден гол на ова гостување. Има време за гол во неговата мрежа. Траоре. Ако Братски го прославува голот во 84-та минута. Ова е веќе
Дебакл на Вардар во Лозана. 5-0. Тежок, убедлив, сериозен пораз, шамар. Како со страв. Траоре влегува во 16-сетникот. Траоре, опасно е со лева рака. Спаси Талевски. Еве шансата во која што се најде, удар со надворешно не ја зафати топката и тука е крајот. Екипата на Лозана го елиминираше Скопски Вардар со победа од 5-0 во реваншот на домашен терен, откако во Скопје Вардар славеше со 2:1 и со ова Лозана си избори трето квалификацијско коло и двомеч против Астана од Казахстан. За Вардар завршува серијата без пораз по 21 надпревар.